Филмско апсење во Скопје. Полицијата фати двајца срби и еден македонски државјанин за кои имало разузнавачки дојави дека планирале убиство, најверојатно нарачано од српска криминална банда. Од МВР потврдуваат дека тројца за кои има сомнежи дека ковале план за нечија ликвидација се зад решетки, а при акцијата, како што соопшти Српското министерство, во станот биле најдени и тактичка опрема и пиштол, со кои најверојатно се планирало да се изврши убиството. Според информациите, разузнавачката служба дојавила дека во Македонија влегол човек од Србија кој поседува лажни документи и дека има дејствија на организирана криминална група, која во Скопје имала конкретна задача да изврши ликвидација, пошто следела координираната акција од страна на македонската и српската полиција. Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност под раководство на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција превзедоа соодветни мерки и активности. По добиени судски наредби извршени се претреси на неколку локации во Скопје, при што пронајдени се дрога, пари и мобилни телефони, а лишени од слобода се 3 лица, од кои двајца српски државјани и еден македонски државјанин. По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Според првичните сознанија наведени од српска страна, главен бил 42 годишен србин со иницијали СМ, член на криминална група која според сомнежите стои зад нарачката. Тој имал туѓа лична карта што ја користел за да си го прикрие идентитетот, за да нема траг од него во Македонија. Освен една лична карта на друго лице издадена од Република Србија, тактичка црна униформа, воен нож, пиштол и муниција, полицијата пронашла и помала количина марихуана, стои во соопштението на Српското министерство за внатрешни работи. За сега не се знае кој бил потенцијална жртва на платените убици, односно кого требало да ликвидираат во Скопје.